Владата и ССМ во 2026 влегуваат со диаметрално спротивни ставови околу висината на минималната плата и начинот на кој треба да се пресметува, а никаков напредок немаше ниту на последната седница на Економско-социјалниот совет, каде што минималецот не беше ниту точка на дневен ред. Владата одлучи да се држи по страна по ова прашање, а премиерот денеска го повтори ставот, ке се поддржи било кој договор и висина на плата меѓу синдикатите и работодавачите. Нас како влада ни одговара зголемување на минималната плата, бидејќи ќе имаме поголеми приходи во рамките на буџетот. Ние сме работодавач на 100.000 вработени, а државата има 705.000 вработени. Значи тие 600.000 ќе дојдат кај нас. Ако гледаме себично, тогаш можеме да кажеме од утре да се зголеми, но ние велиме, ние сме влада која што во рамките на социјалниот диалог посредува помеѓу работодавачите и работниците. Така што секој договор што тие ќе го постигнат, стоиме на ставот дека ние како влада ќе го поддржиме. Од ССМ пак не очекува да се постигне договор со работодавачите и децидно остануваат на ставот дека 600 евра минимална плата е неопходна за да се парира на зголемените трошоци за живот. Протестите се погласно се најавуваат како начин на кој синдикатот ќе го артикулира своето незадоволство. Нас не викаат да не консултираат кога ги зголемуваат цените и затоа бараме зголемување на минималната плата, но вие како влада да се фалите на 4 месеци пред усогласувањето законско на минималната плата со некои 1500-1600 денари и да им кажувате на работниците стрпете се само што не сме ви го подобриле животниот стандард со 1500 денари, тоа е срамно. Им кажавме дека немаме повеќе време да чекаме, да седнат да се договорат до крајот на годината и доколку ја честитаат новата година на работниците со најниски плати, најниска минимална и најниска просечна плата во регионот и во Европа, тогаш работниците ќе им честитаат со протести и штрајкови. Според ССМ од 1 јануари во Албанија и Косово минималецот ќе изнесува 500 евра, додека во Србија ќе се исплаќа сумата од 550 евра.